Минути резервирани за првиот разговор во ова денешно издание на утринската програма. Разговор и тема која што знам дека ќе го задржи вашето внимание. И од Битола се можи е акцелераторска програма која има за цел сите со добра и иновативна бизнис идеја или со веќе формиран стартап да ги подржи на еден поинаков начин. Доволно добра причина да ги поканиме луѓето кои што се одговорни за сето ова да можеме да ги откриеме деталите. Добро утро и добре дојде велам за Маријана Милевска, извршна директорка на Преда Плюс фондацијата, и Лидија Ангелкова, координатор на акцелераторот. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добре ве најдовме. Благодарам што одговоривте на нашата покана. Знам дека утрево да патувавте од Битола. Морам да ве прашам како патувавте, како поминавте по пат. Знаете како, Битола е некако најдалеку, можеби едно од најдалечните. Не е толку далеко колку што можеби патот има простор за подобрување. Иако по пат ни беше многу забавно. Важно стигнавте, сте тука во студиото 3 на јавниот сервис. Имаме многу што да кажеме. Веднаш ќе почнем со првото прашање. Од каде потребата за една ваква програма? Битола веќе подолго време нема никаква програма по однос на предприемништво. Значи веќе 5 години не функционираше ништо по однос на практично ништо по однос на предприемништвото или стартапите. И додека навистина оваа тема се отвараше изминатите неколку години со поинтензивно темпо во Скопје, се отвараа различни хабови, инкубатори, акселератори, во Битола практично не постоеше ништо што ги поддржува или ги поттикнува тој тип на идеи на младите луѓе. И заради тоа Преда Плюс како фондација за одржлив економски развој навистина ја увиде потребата дека има една таква потреба на луѓето да им се понуди една програма која ќе ги поддржи и ќе им даде можност да ги реализираат своите идеи. На тој пат на предприемачи е многу трнлив, тежок некогаш и знае да биде осамен, затоа што секогаш сте сам со себе си ги преиспитувате идеите и тука секогаш има потреба од некој кој ќе ве држи за рака, практично, ќе ви помогне со делот на совети, ќе ви помогне во делот на едукација и самото уште повеќе пак што се развива во ваков тип на програми е атмосферата која ве поттикнува заедно со вашите колеги, да кажеме, ако сте во таа програма, да се надпреварувате меѓу себе. И Битола навистина претходната сезона од Битола се може, акселераторската програма, покажа дека е гладна за некој кој ќе канализира идеи и ќе им помогне како да ги реализираат тие идеи. Јас и пред разговорот ве прашав, ќе прашам и сега јавноста да слушне, многу интересен хаштагот кој што го одбравте и од Битола се може. Како дојдовте до него? Едноставно беше кога уште концепиравме програмата и од Битола се може еден. Заедно со Маријана, со целиот тим, кога разговаравме каква би била акцелераторска програма, значи тогаш воопшто не постоеше и од Битола се може. Дали вакво нешто ќе може, дали ќе успееме да имаме ментори, дали ќе имаме заинтересирани за ваква програма. И бевме сите ентузијасти дека ќе успееме да направиме една ваква програма. Да, ќе можеме, од Битола се може, и од Битола се може. И некако самото се наметна од себе. Ми се чини дека ентузијазмот на нашиот тим и мотивацијата која имаше тимот и вербата, дека навистина сакаме да направиме една вистинска промена, си го донесе и самото име на целата програма. Па така да цел наш ентузијазам дека ваква програма е потребна, дека можеме навистина да помогнеме и се преточи во едно име кое што еве, полека го градиме како некој бренд. Впечатливо, интересно и дефинитивно го привлекува вниманието. Ајде сега да објасниме, кој се може да аплицира, што се е потребно? Процесот на апликација е многу едноставен, бидејќи се аплицира преку Google форма, која што може да се најде на страната, веб страната на Преда Плюс, исто така и на Facebook страната на Преда Плюс. Има 9 прашања кои што се многу лесни за одговарање и секој кој што има било каква иновативна идеја, не ги ограничуваме идеите во кој сектор треба да имате идеја, не го ограничуваме, значи секторот. Секој што има било каква идеја може да аплицира, меѓутоа има еден услов. Условот е поддржуваме стартап тимови. Значи тим од двајца. Заради тоа што во претходниот период, кога ја развивавме и имплементиравме првата програма акцелераторска, увидовме дека
идеите кои што се аплицирани и развивани од тимови се поуспешни. Заради тоа што тимовите се поддржуваат еден со друг, развиваат различни сектори во самата апликација и во развојот на идејата и таквите идеи се поуспешни. Па затоа овој пат решивме да поддржиме тимови. Значи, секој тим најмалку од двајца треба да биде било каква идеја во било кој сектор. Решавање на одреден проблем во општеството, дали тоа би биле софтверски решенија, други иновативни дизајнерски решенија. Оставаме слобода и во возраста, значи кој сака да се пријави, не е ограничено само на млади луѓе до одредена возраст, него за сите. Особено ние сакаме да го поттикнеме предприемништвото и стартапите во Пелагонискиот регион. За да се започне еден бизнис, треба се 3 квалификации. Значи, тоа е за успешен да биде еден бизнис. Каков и да е тој бизнис? Значи, треба да знаеме добро да креираме производ или услуга, едно. Друго е да знаеме да го продадеме тоа. И трето е да знаеме како да ги водиме финансиите на самиот бизнис. Јас досега или искуството покажува дека еден човек со овие 3 карактеристики да ги поседува во идеално ниво како што е потребно за еден успешен бизнис не постои и заради тоа навистина охрабруваме тимови да се вклучат. Искуството покажува дека тимовите се клучни за успехот на еден стартап. Дали стартапот ќе биде успешен или нема да биде успешен, прво квалификација е каков е тимот. Значи јас сум тука да си го соберам тимот, да најдем иновативно решение и да се обратиме. Идејата е иновативна. Да, точно така. Многу е лесна апликацијата, ги охрабрувам сите кои што имаат било каква идеја, кои што сакаат повеќе да ја развијат својата идеја, да не остане тоа на идеја, да се пријават во програмата, за да можат својата идеја да си ја видат во некаков развиен бизнис. Затоа што самата програма ќе понуди менторски услуги. Имаме ние такви ментори, интернационални, национални, повеќе од 10 ментори во нашата програма, кои што ќе им понудат развој на нивната идеја преку менторска и тренинг програма, значи од развивање на бизнис модел Canvas, од финансиски да си проценат колку треба влог во нивната идеја, колку би било добивката во нивната идеја. Се она што не им е јасно, било каква само идеја дека имат во 140 карактери, слободно нека ја напишат во апликацијата и нека аплицираат. Јас мислам дека програмата ќе им понуди вистинско решение за нив. Так, и сега во контекст на ова, каква всушност поддршка нудите вие? Во контекст на ова е точно тоа дека идејата како идеја на стартапите можеме да имаме многу иновативна идеја која нема на светот, меѓутоа на крајот се сведува на реализацијата. Значи ако ја реализираме таа идеја ќе биде успешна, ако не ја реализираме колку сака нека биде иновативна, ќе остане само на ниво на идеја. И затоа тука баш тоа е што кажа Лидија дека ги охрабруваме да се пријават и потоа заедно со нас ќе имаат можност доколку влезат во самата програма да добијат менторски сати каде што заедно и групно ќе разговараат на некои теми што се битни за бизнисот, меѓутоа и тет-а-тет во 4 очи ќе можат да разговараат со ментори, да прашуваат како да ја доразвијат идејата, во која насока да се движат. Покрај тоа обезбедуваме едукација која ќе е многу битна во одредени теми, основи на водење на бизнис, да знаат како да регистрираат фирма, кои се правилата во финансискиот менеджмент и други области од самото водење на бизнис. Да, производи, нешто што... Маркетинг, различни теми. Тоа ние го викаме во нашата програма, значи имаме 4 недели менторска програма, во која што има групна програма и индивидуални часови на менторирање, каде што менторот им е достапен. Тука ја развиваат идејата, го развиваат тој бизнис модел Canvas и после развивањето на веќе, кога идејата им е зрела и веќе поставена како бизнис идеја, имаме тие такви тренинзи, ние тоа го викаме bootcamp. Значи на едно интензивно учење, тренирање. Малку како воен камп, ама за стартапи. Така ќе му дојде и после тоа, освен ова, многу е битно кога си стартап
и кога си сам предприемач, да речем, со својот тим, најбитно е да се вмрежуваш. Значи, сам и пак да си тим, сепак некои делови ќе останат непополнети. Било дали бараш финанси, дали бараш соработник во делот на маркетингот, наоѓање на купувачи или било кој друг дел. И тоа исто така го возможуваме со дел на серија на нетворкинг настани или настани за вмрежување, каде што навистина се покажа дека се многу успешни тие настани. Прво, повикуваме гости кои се многу интересни, многу мотивираат и ги охрабруваат луѓето дека и тие почнале од Битола и сега водат меѓународен бизнис во IT со 150, например, програмери, како еден интерворкс, или пак се фриленсер човек кој има неверојатна дарба да црта, ја развивал таа дарба, е илустратор во моментов и ги нацртал ликовите од Game of Thrones, Игра на тронови, за играта официјална која се продава денес. Значи такви ликови како Тхемичо, кои, значи, тие сите потекнуваат од Битола и на различен начин успеале и меѓународно да се носат. Тоа е делот од тие настани за вмрежување кои го даваат, меѓутоа и делот каде што носиме пак и луѓе кои ќе можат да им дадат совет, ќе можат да ги упатат каде да најдат финанси или каде да се обратат за некој проблема кој имаат. Сето тоа како мрежување е многу битно за еден стартап. Значи мрежата која ја градите е исто така извонредно битна во оваа фаза. Сите тоа кое што го кажате, дефинитивно од Битола се може. Споминавте дека е важно идејата да се реализира на крајот од денот. Какви идеи се реализираат најчесто? И имаше различни идеи. Нашето искуство, да кажеме, во првата програма, може да се каже дека имаше од IT решенија, софтверски платформи, еден дел беа кој што решава одреден проблем со софтверски решенија, други идеи имаше кои што нудеа сепак поврзани во денешно време како дигитализација на одреден бизнис. Веќе постоечки бизнис имаше, например имаше школа за англиски јазик кој што сакаше да оформи платформа за изучување на македонскиот јазик и да нуди учење на македонски јазик за странци. Потоа имавме емисија за нутриционизам, Eat Healthy, Be Healthy, таков начин, значи, на електронско продавање на органски производи. На органски производи, исто така, да, платформа, креирање на платформа за органски производи. Потоа имавме бизнис за психолошко советување. Различен тип на идеи кои некои се веќе во фаза на реализација, некои од нив си основаа бизнис, се охрабрија, веќе и основаа фирма, некои од нив се во фаза на докомплетирање на производот, некои од нив веќе имаат и клиенти. Што е веќе, да речам, дел од успехот наш постигнат во оваа фаза. Веќе имаме успешна приказна со фирмата Nullius, која што прави софтверска апликација за фриленсери. Преку платформата на Nullius, тоа беше нашиот учесник во акселераторската програма Васил Зидровски. Преку неговата платформа има направено трансфер на 6,9 милиони евра, значи се направени преку неговата програма и е еден од 10 стартапи во светот преку Startup Tinker, веќе излистан како еден од најдобрите стартапи во светот. Така да тој ни е еден од позитивните примери кои што можеме да го одвоиме, кои што излезе од оваа наша програма. Сакам да кажам дека програмата нуди можности. Можности што ако сте навистина заинтересирани, можете до максимум да ги искористите. Овие нетворкинзи кои што ги спомна Маријана, менторската програма и тренингот што го нудиме, треба да се искористат на максимален начин. Ако се заинтересирани, можат да ги искористат и да направат од себе. На крајот ги спремаме тие стартап идеи до фаза да можат да го презентираат бизнисот во максимум 3 минути. Колку што е потребно и колку што можат да го држат вниманието на инвеститорите на некои големи демо денови каде што ги пичуваат и презентираат нивните идеи. Тие се тогаш стремни. Како дојдоа во програмата влегоа, секој од нив си ги презентираше својата идеја. И како излегоа потоа на крајот на демо денот, после 6 недели,
е извонредна трансформацијата да се види на луѓето, како пристапуваат, која е самодовербата, како им се разјаснети работите кои ги нудат. Веќе најчесто знаете како идејата, многу луѓе имаат некаква идеја и не знаат добро да објаснат или им треба многу време за да објаснат таа идеја. Беше многу интересно на таа обука која што беше за пичување, кога се разгледуваат тие идеи, кога менторот започна да ги прашува која е вашата идеја, толку заглавивме на тој ден обука, што луѓето ги презентира идеите по 40 минути, по 45, па тоа беа 20 луѓе, па не можат да се слушнат сите што е како е. Меѓутоа успеа менторот да ги научи на крајот да искристализираат нивната идеја и успешно да ја представат својата идеја само за 3 минути. И тоа е, верувајте, голем успех. И ова програма, значи, го нуди и тој демодеј, кога ние ќе собериме инвеститори, бизнисмени, каде што луѓето кои што ќе учествуваат во оваа програма ќе можат да се ги пичуваат идеите, односно да ги презентираат нивните идеи на адекватен и вистински начин за 3 минути пред потенцијални инвеститори. Споминавте на почетокот и дека сакате токму ова да се развие во Пелагонискиот регион. И сега се иселуваат не само од Битола, од цела Македонија. Со оглед на тој факт, колку има просперитет во овој регион? Во меѓувреме во Битола навистина се иселуваат кадрите како секаде, нормално, сите или доаѓаат Скопје или одат во странство, меѓутоа им се случи еден феномен во Битола во меѓувреме. Тоа е дека Битола полека стануваше некако втор IT центар во државата, со тоа што дел од големи компании IT кои работат во Скопје веќе почна да се отвараат представништва во Битола. И тоа ние навистина го видовме како голема можност да се креира развој во таа насока, на применет IT во апликација, да речем, на други дигитализација на бизнис процеси или во тој дел. Така да едни големи компании како Нетцетера, Сивус, Семос, сите отворија во Битола представништво во меѓувреме и луѓето кои се од Битола си останаа во Битола или се вратија дури од Скопје да работат во Битола заради тоа што ред прашања има. Или веќе почнале да оформуваат семејства, се прошируваат и сега им требаат услугите на баба, да кажам, и навистина животот, квалитетот на животот им е многу подобрен кога се во Битола, отколку во Скопје заради овие причини. И тоа е за нас многу интересен феномен и како Преда Плюс, како фондација, го следиме со внимание, заради тоа што гледаме дека има можност навистина тука да се развиваат и придружни услуги кои им се потребни, да им се посочи на јавните некогаш чинители, дека има потенцијал да се донаправи уште нешто што ќе ги задржи луѓето тука и ќе имаат навистина квалитет на живот, а самите компании, присуството нивно тука и луѓето кои се тука веќе останати, креираат една вибрација на можност, на иновација, на развој со самото тоа. Значи, заради тука, тоа го гледаме тука потенцијалот на Битола и Пелагонискиот регион. Во секој случај беше и предизвик за нас. И тоа самото и од Битола се може едноставно, ајде да не речеме некој како имеет во нас, дека навистина се може, затоа што видовме ние на самите мотивацијски настани за нетворкинг кои ги организираме, и на почетокот лично и јас не верував воопшто дека ќе има интерес од таков вид на настани. Меѓутоа се покажа навистина спротивното. Креаторот на програмата Игор Изотов, кој што воопшто ова целата програма ја искреира, тој беше, ми се чини, првиот што нас ме поттикна дека треба да размислуваме на ваков начин. И јас навистина и лично сум му благодарна што таа верба можеби ја створи во самите нас да продолжиме понатаму. Едноставно ние почнавме да ги мотивираме и да ја будиме таа летаргична младина или тие летаргични луѓе што се тука останати, да живеат во Битола, дека можат да направат повеќе со тоа што веќе го имаат со самите нив, со своите идеи. И мислам и затоа сме тука, малци да мотивираме, да пробаме и да докажеме дека навистина и од Битола се може. Интересно е дека организирате, како што и споменавте, инспиративни и едукативни предавања од врвни експерти. Знаат луѓето да ги искористат овие предавања, овие гостувања во Битола?
тоа што кажа Лидија, на почетокот бевме навистина скептични, пошто јас живеев 4 години во Скопје и пред година и пол се вратив во Битола и во Скопје е нормално, значи секој ден се дешаваат такви мотивацијски настани, еден куп има. Се случуваат. Барем во последните 2-3 години навистина има многу настани кои се присутни. И Битола, кога дојдов, навистина немаше ништо, ама навистина морам и да се благодарам на Игор Изотов, кој дојде и навистина не убеди дека ова можеме и одов да го направиме. И со самото тоа што гостите се толку примамливи, да се слушнат, немале никогаш можност да се ги презентираат. Ние се знаеме, можеби некогаш во Битола сме слушнале нешто, ама приказната која раскажуваат таму на тој настан е навистина изворна и кажуваат нешто дел и од личниот развој кој никој нема во моментов можност да го слушне. Сето тоа буди интерес и навистина знаат да го искористат и делот на нетворкингот кој после настанот се случува спонтано. Страмежливо во почеток, морам да кажам, и на самите настани се гледа поставувањето на прашањата и се некако меѓутоа кога веќе тие луѓе се тука и ја споделуваат приказната за да ги мотивираат, се создава некоја атмосфера, таква инспиративна, мотивирачка, охрабрувачка на некој начин и навистина. И тоа нас не охрабрува дека навистина има потреба и мора да го правиме ова ние во моментот во Белогонски регион, дека е потребно. Так, јас верувам дека сите овие информации кои што ни ги презентиравте го привлекува вниманието и сега е моментот кога треба да прашам до кога е отворен повикот. Повикот е отворен до 30 септември за сите заинтересирани. Јас уште еднаш да ги охрабрам да ја посетат страната, веб страната на Преда Плюс и Facebook страната и да аплицираат на едноставната Google форма. Веќе секаде сме и по сите портали ја имаме назначено таа форма, линкот, дека го следат линкот и слободно да аплицираат. Так, Преда Плюс до крајот на годинава што ќе прави? Преда Плюс има за задача за крајов да ја оваа програма навистина да ја следиме. Имаме, значи, како што кажав, големината на Преда Плюс е што знае да ги разбере и сите чинители кои се вклучени во развојот. И бизнис секторот, ама и јавниот сектор е многу битен некогаш. Значи, во моментот навистина разгледуваме можноста каде се потребите и на IT секторот во Битола, меѓутоа и во Македонија, цело време ги следиме заради тоа што како фондација Преда Плюс делува национално. Тоа што во моментот ја води програмата како Битола се може е само дел од проектите кои ги водиме и полека се зафаќаме со една тема која е многу битна за Битола, а тоа е можности и за исклучените луѓе кои немаат толкави големи можности како ромите во Битола. Тука навистина сакаме да разгледуваме до крајот на годината што се случува на тоа прашање, затоа што многу ни е нејасно и нас и има потреба да се разјаснат работите какви се на терен и да видиме како ќе пристапиме за решавање на проблемот понатаму. Мене ми беше исклучителна чест и задоволство. Јас знам дека има уште многу што да се каже, затоа ќе се кажеме повторна средба. Ви благодарам што утрево допатувавте од градот на Конзулите. Верувам дека ви беше пријатно. Ви благодариме. Да, беше навистина пријатно. Ви благодариме.